Она што денес ќе го направиме на првиот модел љубка е денската шминка, односно шминката која што воглавно ќе ни се темели на база на хайлайтери. Што сакам да речем најпрво, во однос на она кое што моментално го завладее светот, тоа е самиот фейс контуринг, односно контурирањето на лице. Секако сите знаеме веќе дека нашето лице е тридимензионално, што означува дека тоа се базира воглавно на сенки и светлосни делови кои што ние визуелно на прв поглед ги гледаме, поистакнатите делови, се друго останува во сенка. Овде денес ќе се потрудиме да, како што имав еден случај со една клиентка, да не изгледате ко тигар сред бел ден, ќе се потрудиме да направиме нешто кое што би изгледало исто така во ред, сите моменти кои што треба да бидат скриени, ќе бидат скриени, а пак тоа би изгледало исконтурирано супер, а би било соодветно за денска светлина. Работиме со MAC праймер, кој што задолжително е сите жени кои што користат шминка секој ден да го поседуваат, бидејќи самиот праймер ви прави заштита да вашата пудра која што подоцна ќе ја ставите да не ви штети на вашето лице. Инаку секогаш ја нанесувам праймерот со рака, бидејќи можам подобро да го почувствувам самото лице. А и клиентите може да почувствуват даци. Нанесуваме на цело лице рамномерно, освен зоната на горниот капак на окото. Започнуваме да нанесуваме пудра, која што е Supra Color од претходно напоменатиот Kryolan бренд. Секако се нанесува со четка која што е кабуке со кратки влакна и природни. Тоа е тоа. Следното нешто кое што ќе направиме ќе биде нанесување на праймер за очи. Без него не можам да живеам дефинитивно. Ова е нешто кое што жените кои што нанесуваат дома сами сенки за очи мора да го поседуваат ако не сакаат да имаат преклопен туш, ако са бајле се излеле во 8 за на работа, а се прибираат во 4, така да ова е на мек. Кој што може да ме праша потоа, можам да му давам подетално што точно е тоа. Значи, ова е најдоброто нешто кое што може да ве задржи вашата сенка на очите подолго од 12, 15, 20 часови, значи нешто подобро од ова не постои. Следниот чекор е насување на, како што реков веќе, дека нема да контурираме според правилата, односно ќе контурираме со
камена пудра, која што е доста потемно од самата боја на кожата кај љупка, затоа што сакаме да ја спуштиме, односно таа има доста четириаголно лице, што ќе направиме овде. Ќе мораме самиот дел кај челото, носот, да го смалиме и самото лице да го направиме да изгледа колку што е можно по-идеално, бидејќи целта на контурирањето не е тоа да изгледате црно-бели во лицето, ами да тоа вашето лице биде поблиску до она кое што е идеално, односно сите знаеме дека идеалната форма на лицето е овалната форма. Много е важно клиентот да ми биде мирен додека ги аплицира трепките, бидејќи во моментот не се случи едно од несаканите работи на лепењето трепки. Она кое што е последно ни остана, предпоследно да го направиме на лицето на љупка, е исцртувањето на вегите. Како што сите знаете, вегата е круна на самото око, така и треба да го негуваме. Ќе работиме со Benefit бојата за веќе, која што се состои од два дела.
Тоа е масниот дел кој што треба да се стави први, ние восток, односно треба да ги залепи нашите природни влакна и сувиот дел кој што треба да ни даде бојата на вегите. Кај Лупка гледаме едни доста акцентирани веги кои што во денешно време се и многу модерни, но да не ги акцентираме нашите природни веги кои се во ваква природна густа, тоест не густа, али дебела верзија, бидејќи овде имаме многу недостатоци на влакна, но важно е да тоа биде во една градација, во една линија, каде што самот крај ќе не биде најполн, се додека кога се приближуваме кон почетокот на самата вега, тоа биде колку е можно по-малку. Сега останува уште да исцртам устата, но мојот клиент има една многу интересен момент, дека никогаш не го менува својот молив за устата и никогаш не го менува својот кармин кој да ете вака. Тоа е односно боја сенка за очи кој што никогаш не го менува, така да е овој интересен момент за низината уста, односно за низиниот кармин, ќе го направиме и денес, бидејќи тоа е тоа. Сега го имаме моментот на модерното исцртување на устата, но денес се задржиме на она што е природно и нема да одиме милиметар до нос. Така да ќе исцртаме устата малку колку што е и самата уста. Јас се надевам дека нема да ви смета, но мојот модел денес има желба да си го нанесе карминот како што таа што го нанесува, но можеби ќе бидете некоја техника која што и вам дома ќе ви биде корисна. Да, тоа е инаку мат сенка на мак, која што таа преферира да се става како кармин. Но зошто не во денешно време, нели секој едно нешто има по две функции. И како што веќе знаеме, за крај процедурата завршуваме со Studio Fix, фиксаторот на исто така Mac. Сите веќе претпоставам дека знаеме како тоа се аплицира. Wenn euch meine Tipps zum Klavierspielen interessieren, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, die hier eingeblendet ist. Bis bald, euer Florian. Јас сметам дека направивме идеална варијанта за едноденско ваше или работно шминкање. Се надевам дека научивте нешто за овој тип на шминкање. Може да видите самиот модел како тоа изгледа. Ги знаете брендовите кои што ги работевме, се надевам дека ова денес ви е на одмет, како што собраните средства ќе му бидат на одмет и на Никола Новоселски. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте овде, што ме поддржавте пред се мене, после тоа што почувствувавте дека денес ќе бидеме подобри луѓе, односно дека утре можеби ќе даруваме насмевка на Никола.
Така да ви оставам да уживате во љубка, а после тоа следуваат наградите кои што ќе ви ги одели наредниот модел Александра. Чао, се гледаме за кратко.